Лина, знаеш ли што? Јас освен што правам битбокс и рапувам, знаеш? Јас почнав вчера да правам една многу интересна активност. Што? Почнав да учам да свирам гитара. Стварно? Да, знаеш ли зошто? Зошто? Затоа што има Fender страницата отвори 3-месечни бесплатни курсеви за гитара. И можеш да учиш рок, можеш да учиш блуз, можеш да учиш се. Така што имам совет за сите лукери и лукерчиња што го гледаат ова во моментот. Значи, освен што ќе учите и ќе следите оделенската настава, имате уште една активност која што можете да правите. Направете си акаунт на страницата fender.com, направете си акаунт и почнете да учите гитара. Многу е добро, верувајте, ќе ви се допадне. Бум! Лука, фала ти за овие совети како дечињата корисно да си го поминат ова слободно време, а нормално овие активности да ги преземете откако ќе заврши тебе училница. Се согласувам. Знаеш што? Мислам дека доаѓа учителката. Да седнеме, брзо. Добар ден, наставничке. Добро утро, драги ученици, како сте? Наставничке, дали се уште стануваат учениците кога влегува наставничката? Да, би требало од почит да Така? станат и да ја испочитуваат наставничката, да ја поздрават. Ви благодарам, седнете на своите места. Кој е дежурен денес? Лина. Јас сум, ајде, јас сум. Јас, Лука, дали имаме некој отсутен на денешниот час? Денеска немаме отсутен. Значи сите ученици се присутни на часот. Така Ви е, благодарам. учителка. Ученици може да Може да седнем? Добро утро, драги ученици, кои будно не следите пред ТВ екраните. Се надевам дека со нетрпение чекате да започне часот по македонски јазик, кој што ќе го води наставничката Анита Велковска од Основното училиште Браќа Миладиновци, заедно со Лука и Лина и сите ученици кои што се пред малите екрани. Пред да започнеме со часот, јас би сакала нешто да ве прашам. Дали вие следите приказни или сте слушале никогаш приказни? Да, сум Сте слушале. читале, може би некој ви раскажувал? да. Од кого сте слушале приказни, Лина? Повели? Сме слушале приказни од нашите родители, од нашите баби и дедовци. Тоа биле приказни кои што се базирале на вистински случувања или биле измислени приказни или биле приказни кои што некој писател ги напишал, па нашите не ги читале. Одлично, Лина, Ние благодарам. Лука, ти дали имаш некоја омилена приказна, можеби? Па, имам многу приказни што ги знам, ама омилена немам. Не, тешко ми е да одберам. Тешко ти е да Тешко ми одбереш. е да одберам, да. Си ја слушнал приказната за трите прасиња? Да, сум ја слушал. Ти се допаѓа? Ми се допаѓа, да. Добро, сега, драги ученици, ќе проследиме приказната за трите прасиња, но при слушање на приказната ќе направиме малку стоп, за да видам дали со внимание ја следите приказната. Во ред. Ви благодарам. Може. Може да ја пуштиме приказната? може. Секако, наставничке. Следи приказна, другарчиња. За трите прасиња. Те праси. Многу сакам јас праси. Тие ми се моите омилени животни. Омилените животни. Сега уште поомилени ќе ви станат, бидејќи ќе слушнете што направиле трите прасиња. Многу се сладки. Може би Јас сум знаете многу. како се викаат трите прасиња? Како се вика? Бушавко, темелко и палавко. Пушавко, темалко и палавко. Многу одамна на една фарма се живееше семејството прасиња. Еден ден таткото ги собра прасињата и им рече: Дојде време на големите прасиња да тргнат по својот пат и да станат големи прасиња. Темелко, Бушавко и Палавко беа многу среќни што најпосле ќе можат сами да живеат, да се забавуваат и да се грижат за себе. Следниот ден се подготвија за долго патување. Се поздравија со сите и тргнаа по патиката низ шумата во потрага по ново живеалиште. Што мислите дека ќе се случи понатаму, ученици? Може да погодувате и пред малите екрани, пред телевизиските екрани? Па мене ова ми е многу непредвидливо, на вистина не знам што ќе се случи. Каде ќе заминат прасињата? Па да во шумата. Тие ќе се разделат, јас мислам. Мислам дека ќе им се Пишува дека во случи шумата, да. некаква неволја, нешто ќе им се случи лошо, не ќе да им се случи лошо. на Ајде да видиме. Ајде, Ајде да видиме. да одиме понатаму. Значи треба една Со драмска приказна. музика сега го след. Пешача напорно цел ден. Вечерта стасаа до една прекрасна зелена ливада. Бидејќи беа многу уморни, легнаа на тревата и веднаш заспаа. Бавици. Многу се сладки.
Тогаш неголемото прасе Темелко им рече на своите братчиња дека треба да си направат куќа за да се заштитат, знаете од кого? Од волкот. Од волкот, точно така. Бидејќи во шумата Има живее волци. волкот. Има и други животни, не мора да е само Ама волкот, во но нашите шуми најчесто е волк. Да. ние имаме ние тигри, Точно. Имаме рис имаме во Маврово, тоа Да. е мојот милено животно. мене ми е Но чик. Бушавко и Палавко не размислуваа како него и си продолжија со играње. Додека Темелко сам се мачеше да направи цигли од кал со кој потоа почна да си ја зида својата убава цврста куќа, двете прасиња само го гледаа и му се подсмевнуваа. Дали е убаво да се подсмевнуваме? Не е убаво да се подсмевнуваме и доколку еден работи, ние треба да ја понудиме нашата помош. Така, да помагаме, а не да гледаме и да се смејуваме. Добро, Точно. искрено јас понекогаш се подсмевам. Но ќе научиме од приказните да не го правиме тоа во иднина. Така. Во еден момент Бушавко застана и рече: "Ако размислам добро, Темелко е во право. Но јас не сакам да се заморувам како него. Затоа ќе си изградам една куќичка од гранки, така ќе ми биде полесно." Бушавко собра гранки, ги врза додека да трепнеш и веќе ја заврши куќичката. Палавко само го гледаше, смеејќи му се. Значи, на првиот му беше најтешко да изгради куќа и сите Так. му се смеа. Точно. На вториот решил да најде полесен начин, односно да направи од гранки Така. и полесно побрзо да се заврши куќата. Еве куќичката тука може да ја погледнете Чекај, после која што изградил. Ова е куќичката на Бушавко. Значи, еве, ајде погодете која е на Бушавко. ова е на Бушавко. Не е точно. Таа е на Темелко. Аха. Ова е Таа на Бушавко. Таа во средина, што е? Таа е Добро. средина. Така, на Бушавко. Палавко само го гледаше и му се смееше. Така. Кога сонцето зајде, Палавко свати дека само тој нема куќа. Затоа отиде на ливадата и насобра слама и за час си направи куќа во која се чувствуваше убаво и топло. Но не помина долго време, Палавко слушна тропање на вратата. Кој тропнал на вратата? Не знам браќата, сестрите? Волкот. Волк. Троп, 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 отвори. Тоа беше Јас сум волкот. страшниот волк, точно. Не икам да им се случи ништо лошо. Што мислите дека ќе се случи? Па Ќе им се јас случи нешто лошо или? Не, јас Па. мислам дека тие ќе избегаат во куќата на Темелко. И Темелко и покрај тоа што тие му се смееа за тоа што гради цврста куќа, ќе ги приме затоа што сака да ги заштити. Затоа што е многу добро прасе. Хајде, ќе видиме дали е навистина така. Да, ајде да видиме. Тогаш волкот почна силно да дува и за час кукичката од слама се распадна. Палавко преплашен притрча да се сокрија кај својот брат Бушавко. Дали Бушавко ќе го прими? Што мисли? Да, па брат му е. Зашто не го прими? Па би требало. Но волкот дојде и таму. Тогаш повторно почна да дува и кукичката од гранки исто така се распадна за кусо време. Гледаш? Гледаш? Затоа темелно треба да Сега се прават размислете работите. која поука ќе извлечеме од сето ова. На крај ќе ве прашам. Палавко и Бушавко останаа надвор. Беа преплашени од страшниот волк и со трчање отидоа кај Темелко за да се засолнат. Темелко ќе ги прими во својата кукичка. Па јас мислам дека ќе ги прими затоа што е многу добро прасе. Тоа сакав да ве прашам, ученици, какво прасе е Темелко? Темелко Добро. е темелно и добро прасе. И така, Ако затоа не и си го темелен, добил. не си добар. Па добро, кажувам дека е темелен, затоа што изгради куќа. И затоа и се вика Темелко. Така. Темелко да не беше темелен, немаше да изгради куќа и волкот ќе ги зидаше Да, прасињата. право си. Точно така. Мислам дека. Какви биле Палавко и Бушавко? Па малку Мрзливи, малку и малку сакале со малку труд да... несериозни. Да, Несериозни. да. Ќе научат да бидат трудолюбиви Па и мора да ти се исполнителни. случи некогаш нешто лошо во животот за да сватиш дека да се поправиш и да сватиш како треба да се однесуваш. Точно Нај, така мене и во така често животот. ми се случува. Така и во животот. Лол. Еве ги прстињата како отрчале кај своето братче Темелко. Кога влегоа кај Темелко, повторно се слушна истиот глас кој ги повикуваше надвор. Но трите прасиња му рекоа дека нема да излезат. Тогаш волкот размислувал што да направи за повторно да влезе и да ги изеде прасињата. Почнал да дува силно фиу, но не успел да ја турне кукичката. Зошто? Затоа што е изградена темелна. Затоа што е изградена од цврст материјал. Точно. Трите прасиња
направија еден изум, бидејќи волкот сакал веќе да најде друг начин за да влезе во кукичката. Му текнало од оджакот да се пикне и Да се да влезе спусти. внатре во кукичката, точно. Но трите И прасиња, знам што ќе се случи. Што ќе Пак се гледам случи? по сликава. Сликата ни открива така. За тие што не знаат еве уште да читаат, може и сликите да им сликите помогнат да да знаат што помага. понатаму следува. Трите прасиња поставија еден котел со врела вода и кога волкот се спушти низ оджакот, падна во врелата вода. Силно вресна од болка и веднаш избега во шумата, додека трите прасиња го гледаа и се смееја. Драги ученици, која е поуката од оваа приказна? Па прво поуката е дека треба во добро и во лошо да бидеме обединети, да бидеме солидарни и да си помагаме и да бидеме Така. заедно. За- Поуката е исто така да не бидеме мрзливи, затоа што мрзливоста во некогаш кога ќе биде кога на прагот ќе ни се случи нешто лошо, мрзливоста може скапо да ја платиме. Така. не Работата го краси човекот, Работата А мрзата го гнаси го човекот. гнаси А со сложни труд. браќа куќа градат, А не сложни? не градат. Две. Така. Инаку трудот Две. и исполнителноста ќе вродат со плод и успех Така. на крајот. Така, сега ќе имате една задача овде, да видам колку добро сте научиле и сватиле приказната. На овој постер овде има звезда на приказната. Добре. Тоа е нешто како главен лик. Да, за да видиме дали на вистина сме ја сватиле приказната и настаните кои што се случувале во истата. Вака. Може и така. Е, така. Може на мене. Вака. Добро. Ајде да ве прашам, кој е звезда во оваа приказна? А звезда во оваа приказна се трите прасиња. Точно, трите прасиња се звезда во оваа приказна. Така. Освен прасињата, кој друг беше во приказната? Волкот. Волкот, точно. Во приказната главни улоги има волкот и трите прасиња. Какви беа прасињата, кажавме, но не кажавме каков бил волкот. Кои особени ги имал волкот? Па волкот е итар, итаре, И гладен. и гладен, и осамен, бидејќи е сам. Може би Така. кога волкот би имал уште двајца браќа, може би тој би дошол до прасињата. Може би му дале некои други идеи. Не Да, знам. но ова еве може да не наведе на размислување, па и поинаку да заврши приказната. Да. Како би завршила приказната? Па со тоа Наместо да ги изеде волкот, да може сака да да стана ги... другарчиња. Одлично. Може да стана другарчиња волкот и трите И прасиња. трите прасиња, Лина? точно, Така. одлично. ОМГ. Многу убаво размислуваш, Това би Лука. било најубавиот крај во приказната, доколку волкот и трите прасиња стана другарчиња. Така сите животни би живеела во една заедница, помагајќи си еден на друг. Па дали знаеш дека ние луѓето многу се плашиме од диви животни, од волци. Так. Но има некои луѓе кои што препитомуваат волци. На вистина има луѓе кои што живеат со волци. Стварно тоа А е има и луѓе кои што чуваат прасиња по дом. има и такви луѓе. Да. Одлични сте во своите знаења, навистина ме изненадивте пријатно. Уште да ве прашам, кои важни работи се случија во приказната? Тие излегоа од дома, сакајќи да се осамостојат и да го видат светот, да бидат независни од своите родители. И отидоа во ливадата и изградоа 3 куќички, од што Темелко ја изгради најцврстата куќа. Бушавко и Палавко. и Бушавко изградија куќи од Не толку цврси, цврста трски, градба. од прачки, од не знам шта. Така. И од И слава. на крајот најважно беше што научија, нели, да Лекција. бидат сложни, Да бидат така. сложни. И да земат пример од нивното братче Темелко. Така е. А исто така и ние како луѓе. Добро. И уште да ве прашам, А мене уште што нешто најмногу ми ви се текна. допадна во приказната? Па во приказната најмногу ми се допадна, Мене тоа што волкот не ги изеде прасињата. тоа е баш глупаво. Зашто Мене па баш, глупаво? јас мислам дека тоа не ми се допадна. Ама ти не можеш да не си изразуваш, не користи такви изрази, не е глупаво, зашто сега ме навредуваш, Лука. Извини, Лина, не мислам да те навредам, ама за мене не беше тоа најинтересно во приказната. Добро, кажи Добро, што секој си беше. има свое мислење. За мене најинтересно. Не мора да се навредуваме, Најинтересно само во да- приказната е кога се споија сите три прасиња. Затоа што тие, доколку би го научиле тоа од самиот почеток и доколку би работеле со Темелко и побрзо ќе изградат куќата и можеби и уште подобро.
ги изградиле куќата. Да, ма И најважно не би е тоа дека зградиле 3 куќи, туку една би изградиле добра, една во која заеднички би на живееле. 3 спрата. Ама Така. сега сепак има каде да се засолнат и не беа изедени од волкот. Да, добро, тоа секако. Добро. Уште имаме една активност овда. Тоа се вика измешани делови во приказната. Чекајте. Ајде. Ева. Ке имате за задача да ги подредите сликичките по правилен редослед, онака како што беше Во ред. во презентацијата прикажана. Добро, може тоа да го направиме за домашно? Да, за домашна ќе го направите, тоа сакав да ви кажам. Друга идеја за домашна како предизвик може да имате Значи, и да вака, си направите другарчиња. гердан на приказната. Евак. Така. Да си имаме сликички. И еве се на почеток Ајде, што Лука, се ти случило. објаснуваш, затоа што мораме да држиме растојание, да Така не е. бидеме блиски едни Значи до на други. почетокот си дали ќе погодам се јас. Не, тоа ќе го за дома ќе го правиме, само објасни и на Еве, пример, другарчињата значи, како да го. Вака започнува приказната. Се живеат 3 прасиња, среќно, така? Ова е Така, почетокот. тоа е на почеток. Ова е Што на се почеток. случувало на Се почетокот живеат од тројца приказната? сложни браќа по име 3 прасиња. И тие решаваат да заминат од дома и секој да си почне свој живот добро. И така натаму, и така натаму. Значи ова е почетокот, после ќе најдеме друга слика што се случило потоа во приказната, ќе ги наредиме по хронолошки редослед. Така, И ќе серија од ставиме, слики. значи градат куќи, еве да речеме на пример, еве во темелко се Бушавко, Палавко и темелко се играат куќите. И така натаму, и така натаму. Значи за домашна задача го имате ова, да ги подредите по хронолошки редослед сликите во приказната, што како се случува. Или да ја нацртаат приказната во своите тетрадки, да ја илустрираат, па може и да ја на крајот да ја Да. сменат со поинаков крај да завршува Тоа е уште приказната. поубаво. Одиме ние со следниот час. Ајде. Продолжуваме. Ајде, само имаме една мала пауза. Ау.